Го прашувам директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов, господин Ангелов, до пред малку бевте внатре, каква е ситуацијата? Лоша е, но во однос на почетокот на пожарот значително подобрена. Според перцепцијата на командантот на Скопската бригада и неколку други старешини, горењето останато околу 30%. Околу 70% се изгаснати и два магазини за кои што кажав дека се зафатени со оган, пожарникарите успеале да ги спасат, односно истите не се зафатени, а беа полни со пластичен отпад од некоја соседна компанија. Докажам дека леталата беа повлечени по барање на командантот на Скопската бригада, бидејќи беа доста прецизни. Двајцата пилоти на хеликоптерите и на тракторот пилотот и фрла вода непосредно, меѓу другото и врз пожарникарите, вода со пена, кој што их сметаше во работењето. Тие причини побараа порано да ги повлечам, пред иако има можност да действат уште, би рекол, барем 2 часа, затоа ги повлеков леталата. Во овој момент имаме дополнително сили покрај скопските пожарникари од Тетово, од Кавадарци, но доаѓаат противпожарни возила и од други места, бидејќи треба да се прават смени. Нашиот фокус е на пластиката и на оној отпад кој што може да се гаси со вода. За жал, овде најверојатно постои отпад кој што не е препорачливо да се гаси со вода. Внимаваме на тоа, особено делот кој што постои можност да има литиумски батерии. Внимаваме на тоа и тој дел ќе биде дополнително гаснат откако ќе се создадат услови со ситен песок, бидејќи во овој момент немаме прилог. Што можете да забележите, сега со паѓањето на ноќта пламените јазици ќе бидат повидливи. Густата чад која што веќе ме загрижува затоа што паѓа ниско, но Министерството за здравство набрзо ќе излезе со препораки и јас би препорачал вака неофицијално на околното население да ги затворат прозорците и вратите, доколку имат почистувачи на воздух, истите да ги вклучат како превентива, бидејќи факт е дека воздухот е заганет. Има што можеме да го забележиме дека дојде некаква потешка механизација, багери кои што се приклучуваат, тука сега не може да видам. Дали планот е како да действувате како и на другите депонии Дрисла и Вардариште и со механизација да се потрупа ова повторно со земја? Реков со песок, но само дело каде што имаме таков отпад, тоа пред се литиумски батерии и нешто слично, додека останатиот дел кој што гори се работи за отпад кој што може да се гаси со вода и веќе имаме резултати, затоа што бев сега доаѓам буквално оттаму, се забележува видео дека просторот кој што опфатен со оган е значително намален. На лице место имаме 3 БТР и 1 Хермелин и дополнително доаѓаат уште неколку БТР кои што да се покажаат доста успешни, бидејќи имат мощни водни топови, кои што имаат домет до некаде околу 100 метри. Овде е пристапен терен, имаме од околу ниви асфалтиран терен. Исто така употребивме еден воден топ на единицата за брзо распорудување на МВР, кој што беше многу корисен и можеше да го гаѓа огнот директно и помогна една линија од задната страна да ги изгасна. Согласно до сегашното искуство, барем ова што гледавме и во Вардариште и во Дрисла, и двете депонии чадеа со денови, Дрисла се уште чади. Дали и тука можеме да очекуваме дека и во наредните денови ќе излегува густ чад кој повторно ќе го загадува Скопје? Се работи за сосем различен тип на пожари. Во Дрисла чадат гасовите. Ние во Дрисла без малку да немаме горење. Видлив оган на површината немаме, имаме процеси најверојатно на осигурување во внатрешноста и надвор излегуваат само чад и испарување. Овде имаме чисто горење пред се на пластика, бидејќи меѓу другото дејноста на компанијата Ф, не е Ф, барем така ми рекол дека се вика компанијата, била собирање и дробење на пластичен отпад, значи здробен исипне пластичен отпад кој што е многу тешко да се изгасне, а како што веќе реков, тешко да се затрупа со земја и со песок, бидејќи се работи за купишта пластичен отпад. Но она што веќе денес го изјавив, го пренесовте вие како медиум, едноставно мојата перцепција како човек кој што дела од областа на безбедноста повеќе од 30 години е дека се работи за хибриден напад. Невозможно е во само 10 дена да имаме волку тешки пожари. Со тоа што денес имавме паралелно со ово истовремено друг тежок пожар во кој што во кисела вода беше зафатена една семенара, место каде се чувале различни семиња, но и пластик. Благодарение на брзата интервенција на пожарникарите тој пожар беше совладан, но тоа ги оневозможи благовремено да дојдат овде со доволен број на возила. Значи, истовремено имавме два тешки пожари. Колкова е можност тоа да се случи? Од друга страна, најпрво се случи Вардариште. Тогаш кога Вардариште го ставивме под контрола, можеби не целосна, имаше чадење, но факт дека беше под контрола, го затрупувавме, го гасевме, се случи Дрисла.
Сега кога Дрсла веќе е во завршна фаза, бидејќи пола од половина денес е затрупана, таму имаше агресивна акција денес, багери, булдожери, камиони, утре дефинитивно ќе биде целосно затрупана, направивме нови пристапни патишта. Во моментот кога Дрсла е во завршна фаза, вчера најпрво ни се запали депонијата во Шутка, таму се одвлече вниманието на скопските пожарникари, а денес имавме семенарата во кисела вода. Вие како медиуми можеби некои ги побркаа, се работи за два различни пожари. Некои мислеа дека се работи за истиот пожар, а предмалку имавме дојава за уште еден пожар на исто така едно чувствително место, но вршам проверки, не можам сега да кажам. И се случува овој пожар. Значи ние во низ имаме 4-5 тешки пожари, а да не заборавивме дека денес на територијата на Провиштик имавме тежок шумски пожар и ер тракторот одов да го упатив таму и покри тоа имавме уште неколку пожари на отворен простор, затоа не добивме поддршка од велешките пожарникари гасеа пожар на отворен простор, не можевме да добиеме поддршка од Штип, бидејќи беа зафатени, не можевме да добиеме поддршка од Провиштик. Значи растурени ни се силите на различни места и ова не може да биде случајно затоа што веќе се движиме кон средината на септември. Благодарам многу за оваа информација. Иван, за крај само да кажам дека тука веќе на големо се чувствува силен